Здраво на сите. Сега на кратко ќе направиме пример на електронски подпис. Ова би било случај кога продаваме на патник кој што не ја посетува физички агенцијата и со цел да одбегнеме скенирање на договор, праќање на мејл, па барање патникот да го потпише и така натаму, имаме опцијата електронски подпис. Да речеме дека патникот ни платил 5000 денари преку банкарски трансфер и само користиме електронски подпис опција. Нареден чекор. Речеме дека на нов патник. Тоа што ќе ни биде потребно во системот ќе биде да внесеме мејл адреса каде што ќе се испрати овој код. Доколку немаме мејл адреса, можеме да го земеме линкот кој би го пратиле на Viber каде што патникот би потпише. Така ќе направиме постоечки патник. Резервирај. Океј. Сега можеме да го отвориме договорот за патување, каде би виделе дека истиот не е потпишан нормално. Доколку го отвориме мејлот, електронски подпис, на договор за патување. Почитувани, на линкот подолу може да го потпишете вашиот договор, период, каде и имаме код со цел да се заштитиме од неовластени пристапување на линкот 3568. Корисникот клика на линкот 3568, без овој код не може да го потпише и ова може да го направи и од компјутер и од мобилен, кај што би ставил подпис. Погоди на полето зачуј. Добива порака дека успешно потпишан договор. Ние го направиме рефреш на договорот, ќе можеме да видиме дека потписот се јавува во самиот договор и дополнително туроператорот кој што има оваа понуда добива известување дека договорот е потпишан. Тоа изгледа вака. Само да видиме другиот мејл. Само секунда. Ево известувањето дека договор број 32 од 25 година успешно потпишан на оваа дата, како плюс доказ дека патникот потпишан. Така да тоа е тоа на кратко по електронскиот подпис. Ви благодарам.